Петочно издание на регионалните вести. 67 годишен гостиварец го загуби животот во несреќа при работа. Бил прегазен од камион додека изведувал градежни работи за изградба на хидроцентрала. Во несреќен случај загина градежен работник од Гостивар. Трагедијата се случила вчера на локалниот пат за гостиварското село Падалиште, на околу 1 километар од железничкиот надвозник. Според информациите од секторот за внатрешни работи, животот го загубил 67 годишниот МК, вработен во гостиварска фирма која изведувала градежни работи за изградба на хидроцентрала. Друг вработен во истата фирма, управувајќи камион Мерцедес, се движел наназад и без да забележи со задниот дел од приколката го удрил колегата кој паднал на земја, а потоа бил прегазен со задните тркала, пошто починал. Смртта била констатирана од лекар од идната медицинска помош во Гостивар. Увид на местото на настанот извршиле јавен обвинител и екипа од полициската станица Гостивар во присуство на трудов инспектор. По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот е дадено на обдукција. Минатата година на поширокото гостиварско подрачје беа регистрирани десетина несреќи при работа, во кои потешко беа повредени 7 лица. Анализите на полицијата покажуваат дека несреќите при работа најмногу се должат на човечко невнимание, некористење заштитна опрема и непридржување кон важечките критериуми и стандарди од оваа област. Најчесто се случуваат при извршување на градежни работи. 56 годишна жена од Джепчиште Пешак била повредена во сообраќајка на регионалниот пат Тетово-Јажинце. Татко пријави уцена врз неговиот малолетен син, а малолетничка пријавена за исчезната е вратена кај родителите. Следува полицискиот билтен. Вчера вечер околу 22 часот и 20 минути на регионалниот пат Тетово-Јажинце во близина на крстосницата со локалниот пат за Джепчиште се случила сообраќајна несреќа во која учествувале патничко возило Голф со тетовски таблици, управувано од 39 годишен жител на село Джепчиште и 56 годишна жена Пешак, исто така од Джепчиште, соопшти СВР Тетова. Со здобиените тешки телесни повреди жената пренесена е во Тетовската клиничка болница, укажана е лекарска помош и префрлена на скопските клиники, од каде по известно време пуштена е дома. Извршен увид и се утврдува причината за несреќата, околностите во кои се случила и се друго. 38 годишен жител на тетовското село Боговиње вчера вечер околу 20 часот пријави уцена над неговиот 12 годишен син од страна на 25 годишен жител на ова село, соопшти СВР Тетово. Пријавениот околу 19 часот и 40 минути влегол во неговиот маркет и на малолетникот му побарал пари, наводно за да не му кажал на татко му што правел. Малолетникот му дал 3680 денари и потоа го известил таткото, објаснувајќи му при тоа дека истото во неколку наврати се случувало од септември минатата година наваму и дека на тој начин пријавеното лице му зело околу 30.000 денари. Нешто подоцна уценувачот лишен од слобода и по целосно расчистување на сите поединости ќе се соочи со поднесок. СВР Тетово соопшти дека вчера околу 15 часот и 50 минути во гостиварската населба Дутлок била пронајдена 15 годишната малолетничка од Фазанерија, која претходната ноќ половина час по полноќ од незиниот татко била пријавена за оддалечена, односно исчезната. По пронаоѓањето предадена име на родителите. Тетовската ПАЕК служба со засилени интервенции низ улиците во градот. Се подигаат возила кои ги узурпираат јавните сообраќајни површини. Граѓаните бараат ваквите активности да продолжат и понатаму, зашто им отежнато движењето низ градот. Пешачките патеки, тротоарите и зелените површини во градот се претворени во паркинзи. Од двете страни на улиците преку целиот ден стојат паркирани возила. Граѓаните, за да не платат паркинг, ризикуваат возилото да им го дигне Тетовската ПАЕК служба. А таа деновиве посебно е насочена на улиците 120 и Борис Кидрич, каде просечно дневно, заедно со другите локации на кои се реализираат ваквите активности, се откриваат и подигнуваат од 10 до 15 возила. Пешаците гневни, што често се доведуваат во ситуација да нема каде да поминат. Дали како жител на градот често ви се случува да се соочите со узурпирани јавни површини, да поминувате покрај тротоар, а да не можете да поминете зашто има паркирано автомобили? Тоа е низ целиот град присутно.
А и нема и до возилата, ми се чини дека не се виновни, затоа што нема доволно паркинг плацови. Мора некаде да и паркираат. Катастрофа. Овде нема шанса да ни да помине ни ништо. Катастрофа е овде. Тоа. Овде не се живее правилно. Немаш кај да помине, немаш кај да одиш, нема ништо. Пешакот нема никаков преднос. Хаос у државата. Не може ни да пројдеш по тротоар, ни па да заминеш неде. Сега, у последно време гледам полиција да чисти овде коли, дига и тие работи. Едино тоа е во последните 2 недели. Иначе овде е хаос. Еве ја доказот. Деца нема каде да влезат и се правеа такви, да речемо, родители, некои несогласици. Си работи тоа и дале и тоа не може да се отстрани, ја не знам зашто. Повеќе нови паркинг места во градот, но и повисока свест на возачите би го ублажиле овој проблем, сметаат анкетираните граѓани. Што знам. Мало треба да се зема тој регрозник. Ова, мислим, прво судството треба, милиција, што е? Треба мало построго. Нема како може тие во запад да поштујат закони, тука никој не поштуи ништо. Кому како ќе текне, паркира тамо, води, вамо. Со изградба на повеќе може и катни гаражи тек на време да се изградат, да се реши горе-доле, тоа што Тетово како град има голем број на возила, како патнишки, така и превоз на стока и така. Имаме овде градоначалник кој треба да го реши, ама дали ќе го реши или дали сака да го реши, ја да. Иначе овдека е хаос, Еве тие Пешаков си иде натамо, со тосаче, нема кај да помине, натамо не може кај да влезе, коли се пера, се остава на тротоари. Тоа е све, што да ви кажам, хаос. Тетово е најглуп град во Македонија. Инаку полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, повеќе од 1 месец превземаат засилени активности за справување со самоволните узурпации на јавните површини во Тетово и посебно на тротоарите и зелените површини во централното подрачје. Активностите со несмалено темпо и динамика ќе продолжат и во наредниот период и секаде каде што ќе бидат откриени било какви узурпации на јавните сообраќајни површини, ќе се изготвуваат соодветни поднесоци со законски предвидените глоби, а возилата кои го попречуваат нормалното и безбедно движење на другите учесници веднаш ќе се подигнуваат и транспортираат на наменски определената локација. Заладување и повремени врнежи од снег за од утре најавуваат од управата за хидрометеоролошки работи. Дневните температури ќе бидат во опаѓање. Од управата за хидрометеоролошки работи за од утре најавуваат промена на временските прилики. Според прогнозата, од утре кон крајот на денот ќе има спуштање на постудена воздушна маса, која ќе услови во следните 2 дена врнежи од снег да има и во некои котлини, особено во северните делови. Врнежите ќе бидат од слаб интензитет, а повремено наместа од умерен интензитет. Дневните температури ќе бидат во опаѓање. Времето денеска во Македонија е претежно облачно и тиско, локално, особено во југоисточните и источните делови на земјава има слаби врнежи од дожд, само на повисоките планини има слаби врнежи од снег, дува слаб ветер претежно од североисточен правец. До крајот на денот ќе се задржи претежно облачно време, во западните и јужните делови ќе има слаб локален дожд, а на планините слаб локален снег. Ќе дува слаб ветер претежно од западен правец, но ќе биде во попладневните, односно вечерните часови со умерен интензитет. На високата температура денеска во Македонија се очекува да се искочи од 5 до 11 степени и во Тетовското подрачје ќе биде облачно со услови за проврнување на слаб дожд и снег, ќе дува слаб ветер, претежно од променлив правец, температурата се очекува да достигне некаде до околу 6 Целзиусов степен. Утре времето во Македонија ќе биде променливо облачно, со повторно со услови за проврнување на слаб дожд и слаб снег на некои повисоки места и на планините, особено во западните и јужните делови на земјава. Преку денот ќе дува
слаб ветер од промели правец. Утринската температура утре и сутрина во земјава ќе се спушти во интервалот од -7 до 5, највисоката дневна ќе достигне од 4 до 9 степени и во Тетовското подрачје ќе биде претежно облачно со слаби проврнувања од дожд и снег, а утринската температура ќе се спушти до околу 2 степени, дневната ќе достигне до 4 степени. Потоа следува период на претежно облачно време со слаби локални врнежи од дожд на планините со слаб снег. Поради спуштање на посуден воздух од север, в недела и понеделник има услови врнежите да преминуваат во снег, а на некои пониски места. Повеќе врнежи ќе има особено во северозападниот дел на земјава, така да и во Тетовското подрачје можни се повремени слаби врнежи од дожд и снег. Утринската температура следната недела ќе падне до -3 степени, а дневната нема да се искачи повеќе од 7 степени Целзиусови. Во сабота се пречекува православна нова година, а во недела денот посветен на Свети Василий Велики. По тој повод има одбележување низ светите храмови. Жителите на село Копанце ќе останат доследни на својата традиција во организирање на Василичарски маскенбал, а ќе има и организиран дочек во угостителските објекти. Православните христијани кои се водат по јулијанскиот календар во сабота ќе ја пречекаат православна нова година. По тој повод бдение ќе се служи во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово со почеток во 22 часот. Наредниот ден обрезание Господово ќе биде отслужена утрена со литургија на Свети Василий Велики, а ќе биде одржан и новогодишен молбен во сите цркви. И оваа година жителите на населеното место Копанце ќе останат верни на својата долгогодишна традиција на чествување на големиот православен празник Василица. Маскирани жители од ова село со музика тргаат од домот на годинешниот кум, кој е задолжен за организирање на настанот, а предводени од невестата и младоженецот. Василичарите ги посетуваат сите домови каде домаќините ги пречекуваат со топла ракија, тетовско гравче и храна од нашево подневје. Почетокот на Василица започнува од кумот. Ние пред се доаѓаме кај кумот со младоженецот и невестата и организаторите. Негде тоа започнува во 8:30 на сабаље и се тоа ќе трае некаде 1 до 2 часот, треба да се поминат секоја една куќа. Што значи тоа, колку куќи сте на број? Па околу 70 активни куќе сме, без овие што ни се во странство. 70 активни. Значи во секоја куќа се влага, се берат тја намирници. Месо, грав, компир, кромиди, тие работе, све што треба за потребите за таа вечера. Од кога ќе се собере делот, значи од куќиве од селово, одма се носи тоа во црква, паралелно да куварите одма да почнат да си куваат. Затоа што времето ни е кратко. Ние тоа го правиме во еден ден све. Збиднувањата се случуваат. Значи, до 7 саат најкасно треба вечерата да биде спремна. Што значи, во 6 саатот, после 1-2 саат, од кој ќе заврши, се одигрува пак некој коло тамо на нашите пошироки места во селово, и се растура групата, во 6 саат сите заминуваме за во црква, вечерта, каде што доаѓа и свештеникот Жаре, попот, ја отчатува погачата, после тоа се носи погачата во трпезарија и започнува церемонијата што се вика веселбата. Така, народниот. Така. Значи, кога ќе почне вечерата да се дава, во тој стил, во тоа време, се даваат и лепчињата по луѓево. Секој еден си зема лепче, кој ќе го најде паричето и после се објавува дека е кум и така продолжува веселбата понатака. Дочек на православна нова година со музика во живо, песни и ора ќе биде организирани во угостителските објекти во Тетово и во Тетовско. Во ресторанот Антонио во Јегуновце гостите ќе ги забавува групата Джубокси, а во манастирскиот ресторан во Лешок Деко Бенд. Општина Маврово и Ростуше организира јавна презентација и јавна анкета за архитектонско-урбанистички проект.
Општина Маврово и Ростуше организира јавна анкета со јавна презентација за архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежни парцели за легализирани објекти на дел од катастарска парцела број 1254, катастарска општина Маврово. Опфатот на овој архитектонско-урбанистички проект е со неправилна геометриска форма и го дефинираат следниве граници. Од источна, јужна и западна страна, граница на опфатот представуваат ново проектирани сообраќајници. Од северна страна, границата ја поминува проектирана линија низ катастарска парцела број 1254, катастарска општина Маврово. Јавната анкета и јавната презентација ќе се спроведе со изложување на предлог архитектонско-урбанистичкиот проект во просториите на општина Маврово и Ростуше во оделението за урбанизам во Мавровјанови. Јавната анкета ќе трае 5 работни дена од денот на објавување на соопштението, и тоа од 15 јануари до 19 јануари 2018 година, секој работен ден од 8 до 16 часот. Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 15 јануари 2018 година во 11 часот во просториите на оделението за урбанизам во Мавровјанови. Во горе споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови. Радио Слободна Европа со анкета во Скопје. Дали треба да се направи компромис со Грција околу името? Во период на интензивни преговори за решавање на долгогодишниот спор за името, македонските граѓани ги прашавме дали треба да има компромис за решавање на овој проблем и дали за евентуалниот компромис би требало да се распише референдум. Еве ги нивните одговори. Да, треба да постои компромис, иначе без компромис не правиме ништо. Треба да наđеме заедничко разбирање. Сите да попуштиме помалку, со добро све бива, со лошо ништо. Во секој случај покажаа сите овие 27 години дека компромис би требало да има. А како тоа одлучува, се знае кој. Дали сметате дека треба да има компромис за прашањето за името? Да, ама не по наша штета. Јас сум моје мислење треба да има, сега не знам они како ќе онадат. За име воопшто не треба да станува збор да се решава, тоа е наше исконско старо име кое сме го наследиле и нашите идни генерации треба да го наследат. Воопшто никаква дискусија, никакви референдуми според мене не треба да има за името. Јас не би дозволил името да ми се смени, мое. Дали за евентуалниот компромис ако го договорат треба да биде распишан на референдум? Секако, но само консултативен. Каков е тој? Па мислам да се слушне и гласот на народот. Сепак одлучува собранието. Што прашете го пратениците, не мене сине, фала ви. Треба да има, значи ако не се гласат граѓаните кои они сами не можат да се решат. Видиш Нова Македонија. А Македонија постои од време. Обавезно. Народот мора да се изјасни за тој компромис. Не може да оди прашањето на парламент само. Па нека има референдум, не е лошо да има референдум. Че треба да има референдум, па ипак народот да се изјасни дали е за компромис, дали не е и така. Најсигурно. Па не би сметало ти баш името не е референдумско прашање, името ни е дадено, тоа е наше и треба да остане наше, не треба никаква дискусија околу тоа. Референдумот не е верен. Како изборите? Кој може да гарантира дека изборите се оригинални? Како што треба да бидат? Не. Членовите на Собраниската комисија за транспорт, врски и екологија прифатија денеска предлог закон за изменување и дополнување на Законот за електронски комуникации, кои се поврзани со реформите во системот за следење на комуникации, да оди во натамошна собраниска процедура. Со измените на законот се определува точното времетраење во кое операторите се должни да ги задржуваат податоците за моменталната географска, физичка или логичка локација на терминал
оригиналната опрема на своите претплатници, односно корисници, а со тоа нема да се нарушат правата. На седницата помина и предлог законот за изменување на законот за електронските комуникации во второ читање. Пратеничката група на СДСМ до собранието поднесе два предлог закони за дефинирање на патните трошоци или престојот на пратениците, информираше денеска на брифинг со новинарите координаторот на пратеничката група на СДСМ Томислав Тунтев. Измените, како што рече тој, се однесуваат на законот за плати и надоместоци и законот за пратеници. Предлог законот на СДСМ предвидува надоместокот, односно висината на сумата за патните трошоци, да изнесува максимум 20% од цената на горивата. Градот Скопје не предвидува забрана за влез на возила во Скопје кои доаѓаат од внатрешноста на државата. Тоа никогаш ниту било предвидено, ниту предвидуваме да забраниме влез на возила во Скопје од други градови, изјави градоначалникот Петре Шилегов. Проектот Park and Ride е проект за кој што зборував јас и во изборната кампања. Тој опфаќа можност, не обврска, можност за луѓето кои што доаѓаат надвор од градот Скопје на организиран начин и безбедно да ги остават на паркинзите што ќе ги изгради градот Скопје, возилата на влезот во градот и оттаму да го користат јавниот градски превоз за да ги завршат своите потреби. Никогаш нити било предвидено, нити предвидуваме да забраниме влез на возила надвор од градот Скопје од другите населени места на нашите сограѓани. Германските политичари направија чекор напред во разговорите околу формирање на нова коалициска влада, при што разговорите траеја повеќе од 24 часа и се разработи документација од 28 страни. Планот за формални преговори беше договорен меѓу ЦДУ на канцеларката Ангела Меркел и нивните поранешни коалициски партнери, социјалдемократите. Тие планираат да ги ограничат пристигнувањата на азиланти на околу 200.000 годишно. Планот исто така предвидува и ограничување на влез на 1000 мигранти месечно, на кои ќе им биде дозволено да се приклучат на своите семејства, кои веќе живеат во Германија. Меркел и лидерот на социјалдемократите Мартин Шулц на пресконференција изјавија дека се оптимисти, дека може да се формира нова голема коалиција. Тие сигнализираа дека посилен сојуз со Франција во Европската Унија ќе биде приоритет. Американскиот председател Доналд Трамп ја откажа посетата на Велика Британија, што требаше да се оствари во следниот месец. За време на посетата Трамп требаше да ја отвори новата амбасада на САД во Лондон. Причината поради која ја откажав посетата во Лондон е дека јас не го поддржувам решението на администрацијата на Барак Обама да ја продаде за ситни пари една од најбогатите амбасади, која веројатно е на најдобрата локација, само да се изгради нова во Лондон, во оддалечен реон за 1,2 милиарди долари. Лоша сделка, нема да ја пресечам лентата, напиша Трамп на Твитер. Британската влада не определила датум за државна посета на американскиот председател, но договорила работна посета што се совпаѓа со церемонијата на отварање на новата амбасада на САД. Таа била закажана за 26-27 февруари. Новата амбасада ќе отвори државниот секретар Рекс Тилерсон.
Дел од украдениот накит од златарата на парискиот хотел Риц е пронајден, а двајца од вкупно 5 кратци се уште се во бегство. Накитот е пронајден меѓу остатоците од скршениот излог за време на ноќното чистење. 5 мажи кои минатата ноќ со секира го скршија прозорецот на златарата во познатиот хотел, однесоа роба во вредност од повеќе од 4,5 милиони евра. Тројца од кратците беа уапсени непосредно по грабежот. Истрагата сега утврдува дали разбойниците се припадници на бандата Пинк Пантер. Воз со околу 600 патници останал блокиран во текот на ноќта во Јапонија поради снежна бура. Дел од патниците биле евакуирани, но поголемиот дел останале во возот, откако било решено дека е премногу ризично да се евакуираат поради длабокиот снег и мракот. Со изгревот на сонцето на дел од патниците им било дозволено да заминат, откако нивните семејства дошле да ги земат. Едно лице било одведено во болница, а на уште 4 им била укажана медицинска помош. Десеттици луѓе се водат за исчезнати по лизгање на земјиште во Јужна Калифорнија. Во потрага сме по 43 луѓе. Овој број постојано се менува, изјави шерифот Бил Браун од Санта Барбара. Досега потврдена е смртта на 17 лица. Поплавите во југозападната американска држава уништија многу куќи и го прекинаа сообраќајот. Природната катастрофа беше предизвикана од обилните дождови во понеделникот и вторникот во областите уништени од големиот пожар во Калифорнија минатиот месец. Денес имавме претежно облачно време со слаб локален дожд, а на планините слаб снег. Дуваше слаб до умерен ветер од североисточен правец. Утринските температури се движеа од 1 до 3, а дневните од 3 до 6 степени. И утре не очекува претежно облачно време со слаб локален дожд и снег на планините. Ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец. Утринските температури ќе се движат од 1 до 2, а дневните од 3 до 5 степени.